Членовите на граѓанското здружение Јосип Броз Тито од Кочани бараат извинување од бугарската министерка за надворешни работи Екатерина Захариева за нејзините ставови дека поранешниот југословенски председател Тито бил диктатор и за неговото споредување со Хитлер. Тие сметаат дека бугарскиот државен врв води негативна кампања против македонскиот народ и против останатите етнички заедници во нашата земја, при што јавно изнесуваат лажни тврдења и дезинформации. Таа вели дека Тито бил диктатор, па дека за негово време загинале 1.700.000 жртви во Југославија и така натаму, работи кои што очито министерката бугарска ги има побркано, бидејќи тачно е дека 1.700.000 загинаа, ама загинаа за време на војната во Југославија, кога Југославија крвареше и се бореше против нацистичкиот окупатор, германците, италијанците и бугарите, кои што беа тука, беа слуги на германскиот рајх, на Хитлер и палеа и жареа низ Македонија, за што има и споменици кај што се подигнати за нивните жртви што ги имат направено и нанесено на македонскиот народ. Како пример, да речеме еклатантен, ќе го спомнам споменикот на младинците стрелани во Ваташа. Па кој ги стрела нив? Што ќе кажеме, што ќе пишуваме, дека ги стрелаа шпанците? Не се шпанците, бугарскиот фашистички окупатор. Тоа е нормално. И има се уште живи луѓе кои што ги памнат тие нивни зверства што ги имат направено на територијата на Југославија и на територијата на Македонија, посебно бидејќи тука беа, да речеме, како најглавни окупатори. Кочанските титовисти сметаат дека изнесувањето лажни тврдења не оди во прилог на развивањето добрососедски односи и на долг рок нанесува непоправлива штета за соработката на државите на овие простори. Ова не е само навреда за мене лично и за Сдружението на граѓани Јосип Броз Тито од Кочани, туку ова е навреда за најмалку 22 милиони жители на Југославија кои ни дават безрезервна поддршка за Македонија да истрае во ова небитие што го трпиме од страна на бугарската министерка, не само од бугарската министерка, туку од целиот раководен врв на Бугарија. Знаеме кој бил Тито, другарот Тито за нас. Пред се, тука најаѓа малку вина и кај нас, македонците, бидејќи по распада на Југославија гледавме што поскоро да се отарасаме од тоа што беше убаво пред се од Титовите слики, за што сам и благодарен, бидејќи се тоа јас го имам собрано. Членовите на Кочанското здружение му порачаа на бугарското државно раководство дека треба да ја цени улогата на Јосип Броз Тито, затоа што пред крајот на Втората светска војна тој помогнал при државниот преврат во Бугарија да се смени страната што тие ја поддржувале и од фашисти да станат социјалисти.